Остарял си. Това Че да видим маже, а го мажа. Ти още била Колко време брак? 2 години цели. Колко? 2 години цели пъни. Днеска ги напънете? Много буквално стоиш. Стълните от тая, го знаете, Hit Station.
Здраво! Щапувате ли фармърки? Здраво! Как сте? Добри ли сте? Здраво! Здраво, македонки! Как те са презент? Янкулова. Янкулова са жени едно време, как сте у вас. Значи сега ще повод фармърки, така ли? За тебе да. Македонка, газдарицата иначе. Газдарицата на модното студио. Как свик модното студио? Fashion Studio Verdelis. Ай, честито нехте, газдарица. Много давно ми честита. Това беше на друга локация. 7 годишнина веки ми честита. 7 години, значи Македонка Метро се развива како нашите емисии моменти. Ние сме 2010 година. Значи ти си накрая ние сме на почетку на 2010, така тук сме негде 7 години Македонка газдарицата. Тук модело ще беше на фотосесията. Моника Ичева. За да го найдат на Фейсбук и Каролина Петрова. исто така за да го найдат в Фейсбук. Ти сега тук си? Аз съм вработена. Работаш, шиеш? Да. Не шиям. Продавам ги моделите, които ще ги шием. Нашата креаторка. Так. И давай колко плата? Солидна плата. Плюс всекога Сигурна, сме... нали си на цяло работно време? Да, плюс всекога сме наградени за нашия труд. К-15. Да. И тук модело пред некой ден имаше иначе фотосесия и целта на нашите емисия моменти да почнем, айде така малко по-сериозно, е презентирането на новите модели на модното студио за пролет-лето, така ли, македонки? Професионално се занимаваш с това, македонки? По време, да. Значи зависи кога има потреба, значи да се рекламирате и в остане, значи колко време веќе од прилика. Значи съм била на повеќе, била съм на модни ревии од школи, дека бех средно и исто така сега и се не работам. Да, за модна ревија на факултетово и ме зема на прва награда Гран-при во школото. И така. Значи веќе саеш да кажеш дека ќе бидеш професионален модел од Струмица, целиш на тоа нешто или? Зависи. Още има време, не знам. Што мислите? Може би, защо да не? Млада си още. Значи това беше, не е пръв път да носиш модели, инако пръв път ние я презентирахме твоята модна ревия, откако го направила модно студио. Предходно имахме на почетку там, кога почнахме с нашите емисии моменти 2010 година и имаше, знаме, една фотосесия за нова година, па тогаш имаше друга девойка сега. Има всеки път различни модели. По-интересно да биде нещо ново, да биде различно. Колко време си су? Колко? 3? 3 месеца, да. Пресна.
И како си задоволна? Много. Много съм задоволна. Не, заедно с работуваме ме исто така. Значи помага, значи kad треба, значи за фотосесията, дека нели беше, дека се одвиваше фотосесията, значи малко по-тежко, значи треба да облечуваш, да, значи патенти, се откопчало, се разпорало, значи она цяло време беше тук. Имаш нещо ти предходно работено така? Моята струка е економски техничар, но от всяка кой съм се интересирала за модата, бидейки сметам дека таа е доста разпространета. Исто така, меѓу првите фотосесии бев и аз моделот на креациите на моята дизайнерка. И ми е чест и задоволство да работам овде, бидейки да ги представувам нашите и продавам нашите модели. Значи, овие модели овде не се за продажба. А изнаемување нема? Немаме изнаемување, но шиеме исто и по нарачка. Значи да ги задоволиме нашите клиенти максимално, доколку тие имат некоја друга идеја, да им шиеме некоја друга венчаница. Бидејќи тие материјали се валат, се нежни. И ева ме интересира за невестинскиот фустан. Така се облекува и толку. Како може да го испреш тоа, например? Значи фустаните ги носиме на хемиско. Во перачка не? Не, ги носиме на хемиско, доколку се нешто штетат при пробување, бидејќи нели сакат да пробат нашите клиенти, да видат како им стои овој модел, да пробат повеќе модели, доколку нешто што фустаните ги носиме на хемиско. Исто така при продажбата, доколку на пример некој клиент е заинтересиран за овој стрикно фустан, ние вршиме исто така и корекции. Доколку сака да биде нешто додадено, одземено фустанот, некои нови идеи. Значи основата е на некој начин ова и сега може да се доградува или да се одзема доколку сака по вкусот на купувачот. Да, по вкусот на нашите клиенти. Исто така шиеме по нарачка, доколку ти имат идеја или некоја своја креација, нашата дизајнерка најчесто ги гледаат од интернет и така ви покажуваат. Да, ни покажуваат слики кои ќе се слегнати од интернет и ние ги задоволуваме нивните потреби. Македонки има ли некој стил во овие фустани? Се разбира дека и во невестинските фустани има стил, има и мода. Добро, еве сега ме интересира што е тука посебно различно. Па тоа што се прават сега во тренд и во стил, например, што е изразен тука? Кој е твојот стил изразен? овде повеќе изразен рококо стил, да кажем. Моделот е многу широк, со скапа чипка, тантела и е со широки ракави. Овде е изразен стилот рококо, инаку правиме сирена стил. Сега во тренд се невестинските фустани што се во боја. Има многу невести кои сакаат со нијанса, да, не само бел, пример со розе, основа одоздола, со црвена трака, со розова трака. Има мода и тренд и во невестинските фустани. Сколку чини еден невестински фустан? Па тоа зависно од материјалите, зависно од изработката. Основно сега не зборуваме за овој стрикно или за било кој. Средна цена е до 30.000. 30.000 ден за една вечер. За една вечер. Не е тоа малку луксус? Па мислам дека не. Зошто? Затоа што мислам дека секоја жена го заслужува тоа, ја заслужува таа вечер и заслужува да биде најубава и најценета вечерта кога го менува својот живот. За едно носење 30.000 ден. Затоа ние имаме пристапачни цени. Например, шиеме исто така и креации. Некои луѓе дали сакаат? Не, тие сакаат, но ние не го преферираме тоа, бидејќи многу се штетува фустанта и многу личности не сакат да им се дуплира, значи да носат исти фустан како некоја друга невеста. Повеќето ги купуваат, но исто така ние исто така и креираме, дизајнираме фустани, ги правиме по цена која што клиентите ни ја регираат, да, тие не рекуваат. Тоа зависи од чипката, тантелата Најскапа, постојано слушам чипка, тоа значи дека таа е најскапа? Да, во целата изработка има доста скапа тантела, која што... Ти лично ја правиш? Тантелата рачно се везе, инаку сигурно си ја видела кога ја реже и се рачно се изработува, се става на самите фустани. За изработка на една венчаница не треба околу еден месец. Инаку кога сме веќе кај невестинските фустани, ева да ти беше пред година, две, колку беше невеста
Пред 2 години. Пред 2 години, значи се омъжи, како се вика младоженство. Славе. Значи сега си Македонка Янкулова, така ли не си Митро, по-рано беше Митро, сега Македонка Митро Янкулова не си го задържа. Не. И си носиш и ти нормално невестински фустан, ти си го креираше. Креирав, само си го шиев, само си го изработвав, да. Какъв е той стил сега? Сирена, рококо, какъв е? Па, стил, не знам како ќе му дојде. Доста е богат со карнери и со 3D чипка. Чипка која што е стварно навистина изразена. Па повеќе од месец време. Месец време, значи потребно да се направи еден невестински фустан и аз велмах 30.000 били много. Не е баш, значи кога ќе размислиш Не, за затоа што има многу рачна работа. Камера може да ги улови останатите слики тука на ситите Само си. дел од креациите кои ще се изработи на Само нашата дел, да. Само дел. модно студио. Да. Имаме доста креации, имаме и Facebook страна, Fashion Studio Verdelist, каде што можат нашите гледачи да ги видат сите креации. Да. Исто така на И да се Instagram. информираат Да се информира, да, за работата на нашите креатор дизайнерка. от Македонка. Да. Исто како што имаме избор за нашите невести, во скоро време почнавме да работиме и за И за машки. машка популација. Работиме со машки костуми. И кај машките костуми, за разлика од женскиот фустан, е многу по-лесно. Да, мислам дека е поедноставно за разлика од И плюс нема некои женскиот. посебни комбинации тука, се работи само за палто, за панталони, за Но како вратоврска. што невестата сака да го памети тој ден, сигурно и младоженецот сака да изгледа посебно. Затоа имаме посебни костуми со посебни јајки, со посебни врски. Таму може да снимате, имаме некои детали кои што се специјални за младоженци. Твојот маш муж, ти му шиеше костумите или? Не, костумите не ги изработуваме. Или сакаше тој да ти изненади со некој негов избор? Да, тој лично сам се го бираше костумот и бев задоволна од изборот. Изработуваме венчаници за Лишафки, кои што се на го прелюбуваат. најмладите и најосетливите. И за него има доста работа. Па не толку, не. Тие се изработуваат за 2 до 3 дена. Доаѓаат Да, има многу побрвачка за сега кога ќе дојде летниот период, најмногу работа има тогаш. Не? тогаш, да. Веќе имаме, Веќе почнуваат да ги закажуваат за веќе сме полни со работа, како за матурските, така и за Да, има невестите. турските исто така доаѓа. Македонки ти професионално почна да креираш од 2009, така Да, ли беше? 2009 тој заврши, како беше сега да подсетиме гледачи на тоа старо. На 2009 имам завршено. Да ги освежиме сеќавањата. Да, имам завршено на 2009 во Благоевград, Неофитрилски, и од тогаш почнав да си ја работам и да си го живеам сонот. Почна да работиш, прво имаше модното студио, ти беше некаде на Любиджиска, Да, што се да. сеќав. Таму првото модно студио Първото. официјално. Претhodно работеше дома, па после Не. Или модното студио, мислам дека ние кога ја снимавме емисијата тогаш во 2010-та, немаше свое модно студио или се лаже. Имаше, да. Имаше и тоа на истото место, Да, точно да. на Любиджиската беше. Значи гледаш, ти си почнал право професионално како што треба. Професионално, да. И имаше и модели, се сеќам тоа за нова година, справивме една фотосесија. Да може да се подсетим и на сликите. Да. Со текот на времето, искуството си го прави своето. Се разбира како искуството со работата, така и со клиентите. Од тогаш како се одвива работите кај Македонка? Во нагорна линија, најверојатно. Се разбира. Па може да видите по самото модно студио, тогаш имав само еден простор, сега се проширивме со невестинскиот, што значи работите не одат во нагорна линија и сме многу задоволни. Ти пратиш момите
трендови, се што се случува во светот. Да, модата. ги следиме модните трендови исто така како со фустаници, така и со материјалите. Значи материјалите се имаат. Се набувуваат од кај се набувуваат материјалите? Материјалите ги носиме од Турција. Одиме по набавка, сега бевме за матурските, собираме нели порачките, сега што ги имаме за матурските и за невестите и материјалите ги набуваме од Турција или по порачка ги правиме. А сега направи една фотосесија, тоа беше чисто презентирање само на оние свечени фустани за Тоа не беше сезоната. презентација повеќе за матурската вечер која што се наближува во мај месец. Тоа ни се дел од новите модели. Но се разбира до матурските ќе имаме уште многу нови модели. За сесијата која што беше направено, тоа беше комплетна презентација за тој период. Да, за да. пролет и за лето. Модата што доаѓа сега. Имаш нешто ево сега на пример, некој моден викенд со манекенки, со жири, Секој дека планираме, но во моментот како што кажувме сега не се ближи многу работа, сме зафатени. Тоа се прави најчесто во зимски период. Па да, кога што знам и ќе во се стишат летото малку се- порачките. Во летото се прави. Во летото Може, ќе го да. спомнаме нашиот пријател од Дојран Перо Митановски, кој што исто така има својот студио, тоест неговата мајка. Да. Тој правеше неколку години подред Во во Дојран, Дојран, да. Интересно. Соработувате меѓу вас. Па се знаеме, да. Нема некоја љубомора? Зошто? Не. Конкуренцијата ти е предизвик, значи колку што повеќе имаш конкуренција, толку повеќе се бориш. Толку повеќе се труди, затоа што трудиш, кога така. ќе видиш дека тој е направил нешто доста интересно и Сакаш ти да направиш привлекло нешто внимание, плюс. нели? Да. Зошто ти да не направиш нешто подобро од него и да му се спротиставиш на некој начин, така конкуренцијата е доста. Има конкуренција? Во Струмица има, да. 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 Вие тука кога во Струмица, нели знаеме Струмица не е главен град на Македонија, најчесто Главен кога град на модата, може да кажем. Струмица е главен град. на Да. модата. Знам дека многумина кога одат нешто да за некои свечености, најчесто одат во главниот град, во Скопје. Вие тука креаторите кои што сте во оние така наречени, нели маргинални градови, нели Скопје е главниот. Да. Успевате значи да се наметнете, особено Струмица е поголем град. Да, затоа морам да се пофалам дека имаме доста клиенти од Грција, од Бугарија. Задоволство ми беше во скоро време работив невеста од Венецуела. Невеста од Венецуела. Да. За наш струмичен. За нас радовишанец. Значи бројот на клиенти ни се зголемува, исто така имаме клиенти од Бугарија, како што реков, и пошироко од Македонија. Речи си од сите градови. Значи Македонка Митрова е станала многу голема, за разлика од оно последно интервју кој што го правивме пред 7 Помина многу години. време, да. Ние постојано те следиме и преку нашите телевизиски проекти. Се надам дека ќе продолжи понатаму да растеш и ќе ни станеш еден препознатлив бренд овде од Струмица, кој што секој струмичани ќе се гордат целиш на тоа, или мислиш дека ако си донесе времето такво нешто? Па не може да чекаме на времето. Колку што повеќе се трудиме, толку повеќе успеваме. Значи со нашиот труд и работа се надеваме дека ќе постигнеме многу повеќе и ќе го достигнеме нивото кое што сме го замислили. Се надеваме и ние, те посакувам многу среќи секо, а воено и на девојките кои што се тука, да ти бидат постојано при рака и да ги слушаат твоите совети и воено да те надградуваат онаму каде што ти ќе не можеш да продолжиш. Доста учиме од неа и често задоволство ни е да ги продаваме незините креации, кои што се доста барани и имаме доста голема клиентела. Толе Костов, тој беше сликарот кој што ја правеше фотосесијата. Фотографот, добро, меѓутоа и воено ги обработуваше фотографиите се комплет. Столе, ти што ќе кажеш, еве, завршен збор за Македонка Митрова, го оставам на те. Значи, комплетно ќе кажеме дека кога сите луѓе си знаат својата работа, кога се професионалци во она што го работат, нормално дека ефектот е добар. Значи, Македонка знаеме да работи перфектно, моделите се прекрасни. Инаку од моја страна морам да кажам дека фотосесијата која работевме беше прекрасна. Моделите оригинални и да, девојчето беше супер, коректно, знае да си ја врши својата работа, знае да се слика, апаратот ја сака, таа знае да си позира како што треба. И така,
моделите кои ги носиш беа супер. Се на се Креацијата на да, на креацијата на Македонска, да. Се на се работата која работев ми беше супер. Ми беше задоволство да работам со професионалци кои се знаат својата работа. И така. Тоа е. Ви благодарам на сите и ви посакувам нормално на сите успех во својата работа. И на вас исто.